А сега е време и за нашата прва денешна гостинка, да ја посакам прво добро утро на домакинката Ирена, а потоа на незината гостинка, доктор ендокринолог Искра Битовска. Добро ви утро. Добро утро. Повтор пат во нашето студио. И повтор пат заедно. И повтор пат заедно, да. Ќе зборувате за диабетесот. Имавме тема до сега за здравството, не е баш во добри очи кај гледачите здравството, секој со своето искуство, но еве затоа можно сега директно вие да им споделите вашите совети за нешто што е колку што видов доста често, бидејќи сите сме претворени во бројки. Прво што ми се појави дека 1 од 10 возрастни луѓе страдаат од диабетес, така? Точно. Да. Ирена, повели. Благодарам, Искра. Добро утро, почитувани. Еве како што кажа и наша Искра, наша гостинка ова утро е уште една Искра, меѓутоа ова е професор доктор Искра Битовска, која што ни доаѓа од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболички нарушувања. Професорке, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ке зборуваме за една тема која што е многу честа, како што кажа и Искра, на секој 10 луѓе еден заболува од диабетес. Има два типа на диабетес, меѓутоа ние денеска ке зборуваме за диабетес тип 2. Оној диабетес што е по, да кажам, во наводници чест или популарен, сакав да кажам. Диабетесот го нарекуваат уште и тивок убиец, не звучи ова убаво. Најверојатно тоа е така затоа што ги напаѓа крвните садови. За почеток, бидејќи имаме кусо време за разговор, 15 на минути, чисто информативно, колку да им внесеме на гледачите, да ги поттикнеме да си го контролираат шекерот во крвта, бидејќи навистина последиците од неконтролиран диабетес се навистина ужасни, морам така да кажам. За почеток, што е диабетес и кои се симптомите? Прво, добро утро и ви благодарам на поканата. Ова е многу актуелна тема, заради тоа што е многу честа. Дури мислам дека бројката е поголема од 1 на 10, затоа што е непрепознаена. Токму заради вредностите, за кои што малку подоцна ќе зборуваме. Што е диабетесот? Диабетесот е една прогресивна и агресивна метаболна болест, метаболичка болест. Вака малку чудно звучи. Наедноставно е кога кажуваме дека е зголемување на нивото на шекерот во крвта, меѓутоа сето тоа во склопот на целиот наш организам го пореметува метаболизмот. Значи пореметен на метаболизмот на шекери, на масноти и на белковини. Значи тоа се сите три состојки од кои што ние сме направени. Како типови на диабетес има многу повеќе од два, но најчести се овие два што вие ги спомнавте, тип 1, кој што се јавува кај дечиња, кај младата популација, со сосема различно потекло, сосема различни причини за настанок, и тип 2 кој што е во над 80%, да не речем во околу 90%. Се јавува повеќе кај возрастните. Така. Тој се јавува кај возрастните, значи тип 2, но за жал заради дебелината и заради начинот на живот кој што живеат сега и нашите деца, се јавува и тип 2 и кај децата. Но од сосема друго потекло. Потеклото кај децата, тип 2 диабетес кај децата е дебелината. Така. Сега кои се симптомите? Бидејќи ние крвна слика правиме, да кажам, се препорачува еднаш годишно, меѓутоа што доколку шекерот се покачи пред да правиме контрола. Кои се симптомите првични кои што треба да не наведат дека веќе е потребно да се контролира шекерот во крвта? Целата филозофија во ова што го зборуваме е да се открие навреме, пред да се појават симптомите. Кога веќе ќе се појават симптомите, во тој случај веќе имаме диагноза тип 2 диабетес. Целата филозофија на нашава наука е да го откриеме, и дури на овие емисии, да ги откриеме почетоците на тип 2 диабетесот. Да не мораме да дојдеме до тип 2 диабетес, но за тоа ќе оставиме, можеби, вака, ви давам идеја, една сосема друга емисија која ќе се вика предиабетес. Оти тоа е поентата на целиот овој разговор наш. Кога веќе ќе дојдеме до тип 2 диабетес, сме го направиле диабетесот. Симптомите се следни: пиење многу вода, често мокрење и слабење. Значи жет, така? Неспецифични, малаксалност, слабост, замор, кои што се баш неспецифични, оти може да се јават, да не речем во секоја друга болест. Овие симптоми како пиење многу вода, често мокрење заради пиењето многу вода и слабење се основните карактеристики на диабетесот, било тип 1, било тип 2 или гестацијски диабет, кој што е исто така
би го спомнала, но само кај бремени жени. Кај бремените, кај трудниците, така е. Сега, кои се нормални вредности на шекерот во крвта? Кога веќе е, да кажам, некако вредностите се различни, еве и кога го контролираме шекерот и во различни лаборатории, различни се вредностите. Вие сте професор на оваа клиника, ова ви е ваша работа секојдневна. Која е нормална граница на шекерот? Ова е многу битно. Значи, која и да ви пишува дека е нормална вредност? Вредноста не треба да биде повеќе од 5,6 на гладно милимоли на литар. Независно дали ви пишува лабораторијата 6,2, 6,7, се извинувам. Вредностите мора да се до 5,6, но да биде сето тоа со, не знам што ми се случи. Напети си се слободно водичка, не е проблем. Но целата работа е да бидат нашите пациенти, односно оние кои што го проверуваат шекерот, минимум 10 часа гладни претходно. Значи не да вечера во околу полнок и во 8 часот да оди да провери. Значи минимум 10 часа размак треба да значи, има. Пост, јас го нарекувам минимум 10 часа пост. Ако се пости 10 часа, после тоа веќе се вредностите вака како што ви ги кажав. Исто така и за маснотиите многу е битно да сте гладни и да сте гладни точно во ова, да речам, вредностна бројка. Значи 5,6 треба да го запамтиме сите. И кога ќе видиме, ова се однесува и на моите колеги, бидејќи знаете што матичните доктори, семените доктори работат со различни патологии. Често пати, кога одам наназад во мој термин, некој пациент ќе ми каже, севте ми е шекер. Колку, они не мора да знаат пациентите колку им се движел шекерот пред години и 3. Кога одам во историјатот, гледам дека пациентот имал бројки од 6,5, седмица, 7,2, па може би 7-8 години наназад. Тоа многу често се случува. Затоа инсистирам, еве вака, и на самите пациенти им кажувам, може и некој доктор ова и да не го види, и да го превиди и така натака, но 5,6 е вредноста после 10 часовен пост, кој што секој треба да има. Што значи, тоа сакам да вршам, што се случува ако е веќе над 5,6? Што тогаш? Тестотерапија со промена начин на исхрана? Над 5,6 до 7, тоа веќе треба да го правиме оној тест со шекерче, што го знаат пациентите, нели? На сабајле на гладно се зема шекер, па после 2 часа се мери. Тоа се вика орален гликоза толеранс. Тест на толеранција на гликоза. Доколку на гладно е над 7, тоа значи диабет, диагноза диабет поставена. Над 7 во овие услови. Доколку е над 11, во било кој период од денот и ноќта, веќе имаме диагноза поставена. Затоа што различни се вредностите на гладно, различни се вредностите после јадење. Так. Значи шекерот во крвта е променлива категорија во текот на денот. Многу променлива. Многу зависи од начинот на исхрана. Како се почнува со терапијата? Кога се почнува? Дали е таа вредност над седмица, како што кажавте, или веднаш над 5,6 со терапија збораме за таблетки? Ако зборуваме за терапија на тип 2 диабетесот, нели на диабетесот во било кој тип, терапијата ја почнуваме уште во фаза на предиабетес, ако го имаме откриено диабетесот во оваа рана фаза. Значи тоа е со овој тест кој што се открива и се открива дали имаме фаза на предиабетес и тука убаво е да ја откриеме таа фаза. Затоа ги правиме овие тестови. Затоа треба минимум еднаш годишно да прави човек рутинска контрола. Дури едно време во програмите на Министерство за здравство имаа матичните доктори обврска, бубрезите и шекерот на гладно еднаш годишно секој човек кој што ќе се јави на матичен доктор да се направи. Значи кога ќе почнеме со терапија, ја почнуваме уште во предиабетичната фаза, значи уште пред да се појави диабетесот. Но ако зборуваме веќе за терапија, терапијата значи пред се начин на живот, промена на начинот на живот, промена на диететско-хигиенски режим, како вие докторите кажувате, така. Токму така. Кога се преминува на инсулин и дали се препорачува инсулин? Инсулинот се препорачува во одредена фаза од болеста, во малце подотнежна фаза. Јас кога се вработив пред 20 и кусур години, работите се менуваат и кај нас. Науката страшно брзо напредува, фармацевската индустрија ја прати науката и оди заедно со науката, така да на почетокот пред можеби 25 години се пласираше тезата дека треба многу рано да ги поставуваме пациентите на инсулин за да го заштедиме нашиот панкреас, нели, за да му ги заштедиме резервите, што вака се чини логично. Меѓутоа, како минуваа годините, како излегуваа се понови лекови,
се дојде до многу лекови во денешно време постојат кои што се во прединсулинската фаза. Значи инсулинот го даваме во доста подоцнежна фаза и тогаш само кога треба. Значи може еден пациент зависно од регулацијата да има и 10 и 15 години диабет и 20 години диабет, а да не е на инсулин. Но тоа многу зависи од свесноста на самиот пациент, бидејќи оваа болест е, или би ја нарекла состојба, бидејќи е доживотна, нели? Не секоја психа може лесно да го прифати фактот дека е нешто, има нешто со што мора цел живот да живее. Значи не се лекува, тоа сакав да прашам. Еднаш диабетичар за доживотно, како што кажавте. Сега и тука мала промена има, во кој дел мала промена, значи доколку имаме пациент со многу голема телесна тежина, заради која што го добил диабетот, бидејќи таа телесна тежина е 50 килограми повеќе, 60 килограми повеќе од она што треба да ја има, нели, согласно висината, доколку намали 15%, не, точно има и кои се критериумите за преминување од диабетес во нормална фаза. Значи, дури и тоа постои последните години, дури и дотаму сме стасале, да доколку се намали над 15% телесната тежина и има други параметри кои што се потребни, да дури може од диабетесот, нели, врзан за големата телесна тежина, да преде во нормална фаза. Сега, докторка, ме интересираат последиците од нетретиран диабетес. Значи, тој, како што кажав, не звучи убаво, меѓутоа го нарекуваат тивок убиец, ги напаѓа крвните садови. Кои се последици доколку имаме диабетес повеќе години, не го третираме како што треба, што се случува со човечкиот организам? Таа фраза тивок убиец, да, многу страшно звучи. Јас понекогаш сакам малку нефери да ги заплашам пациентите со нешто слично на ова што го кажавте вие. Шекерната болест е болест на крвните садови. Ги стеснува. Колку полошо имаме регулиран диабет, толку побрзо ќе ги стесни крвните садови, толку побрзо ќе се јават компликациите. Компликациите може да бидат на големите или на малите крвни садови. Побрзо се јавуваат на малите крвни садови во смисло да страдаат очите, секако. Страдаат бубрезите, секако. И страдаат нервите. Ама нервите, не оние нерви или нервозна сум, туку вистинските нерви на завршетоците, така, на нозете, на рацете, значи вистинските нервни завршетоци. Тоа се хроничните компликации од диабетесот кои еднаш ќе дојдат. Работата е да дојдат подоцна. А оние... Значи неизбежно е да кај диабетичар. Неизбежно е и тоа, велам, зависи од тоа како се регулира диабетот. Затоа ние инсистираме на добра регулација. Што е проблемот? Кога човек ќе добие инфаркт, тој оди, ако некој, нели, кардиолог или кардиохирург го спаси, тој веќе се смета дека еве ова ми е втор живот и престанувам да пушам, водам сметка за храната, слабеам, водам еден поинаков живот. Тогаш го цениме здравието повеќе, така? Во нашата патологија немаме ние начин толку многу да ги сплашиме пациентите. Ме разбирате? Тука е проблемот со диабетесот. Пациент доаѓа и вика, мене ми е добар шекерот, колку е тоа добар? 9-ка, 10-ка, не е свесен колку 9-ка, 10-ка е многу. Меѓутоа, тој не го чувствува. Тој дури многу често се навикнати нашите пациенти на 9-ка, на 10-ка. И кога ќе им дадеме малку посилна терапија, кога малку повеќе ќе ги подисплашиме, тие веќе на седмица чувствуваат симптоми на низок шекер. А кои се симптомите на низок шекер? Нискиот шекер е многу поопасен од високиот. Така, тоа сакам да прашам. Поопасен во смисол акутно. Да. Брзо. Значи, нискиот шекер, па нема човек кој што има диабетес и кој што е под терапија, а да не почувствувал во еден момент. Симптомите се многу страшни. Те страшно, не знам дали сте прегладнале некогаш. Значи, ако сте прегладнале многу, почнувате, нели? Како тресење, така. Потење, тресење, конфузија, се губите помалку, чувство за енормна, за голема глад. И само гледате да се докопате до благо. Доколку имаме повеќе години траење на диабетесот и нервите се оштетени, овие симптоми не ги чувствуваат нашите пациенти, бидејќи нервите се умрени. Ова е нервна симптоматологија. И кога вакво нешто ќе се случи, пациентот со долго години регулиран диабет не ги чувствува овие симптоми и знае да падне во кома. Значи, ова се симптоми кои што се добри симптоми, нели? Ги чувствува и гледа да касне благо. Да касне благо. Ама ако имаме долго траење на диабетесот и немаме чувство на глад и на сите овие работи, тогаш пациентот знае и од хипогликемија. Кажавте неколку пати да ги исплашиме пациентите.
немате нели како. Така. Меѓутоа со овие емисии, еве вака информативни емисии, убаво е да ги едуцираме, не да ги Така е. исплашиме, туку Така да е. ги едуцираме да често се контролира шекерот во крвта, да се прават тие контроли што е можно почесто и исто така на крај, пред да завршиме, бидејќи тука ние некаде времето, се живее со дијабет, нели? Сепак луѓе живеат и по 40 и 50 години со контролиран дијабет. Дијабетот и исхраната би било последното прашање. Исхраната е основна работа во дијабетесот затоа што само со лекови, ова е вака мое провизорно кажување на пациентите, им велам 80% сте вие со вашата исхрана и вашиот начин на живот. Околу 20% сум јас со сета моја наука и сите мои лекови кои што стојат зад мене и ме поддржуваат. Значи, доколку еден човек не води сметка за храната, не води сметка за физичката активност, едноставно немаме голем начин, немаме многу начин да му помогнеме, затоа што ние на инсулин кога ќе го ставиме и не можеме да даваме многу единици. Од организмот па се брани од инсулинот. Така Значи, сме... благо да се заборави, така? Претпоставам овошје кое што нема шекери во себе. А во принцип ништо не би рекла да се заборави. Не? Значи, не воопшто. Начално да не се консумира многу благо, меѓутоа ако тоа се знае како да се изменаџира добро, се избалансира, како така. после тоа да се избалансира, како да се потроши, генерално скоро и па нема забранета храна кај нашите пациенти. Например, јас имам спортисти кои ги водам со тип 1 дијабет, кои што се на инсулин по 4 пати дневно или на пумпа, и тие знаат да спортуваат и кога ќе си дојдат дома знаат да си каснат и баклава, ова сега дека јас сакам баклава, и тулумби си зборувам ја од мој аспект вака, ни чоколадо, точно знаат и тоа да си го каснат и да си го направат кефот, да кажем. Значи, се може доколку се сака и доколку се внимава на сите овие работи. Значи се да е исконтролирано, избалансирано и немавме намера да ги исплашиме гледачите или со ова, туку баш напротив да ги едуцираме. Се живее со дијабет, ова е навистина обемна тема, има многу за разговор. Тоа ќе биде повод понатаму да ни видите уште еднаш гостинка да објасниме за другиот тип на дијабет кој што денеска само го спомнавме. Благодарам професорке, а сега ќе ве ослободиме и да се враќате на вашето работно место каде што ве чекаат и пациентите. Ви благодарам за гостувањето. многу на поканата, секогаш ми е драго кога сум со вас. Зошто можевме за талумбите и чоколадата да си продолжиме со муабетот, нели? Ви благодарам многу.